очекување на датумот за преговори се смирува или се вжештува политичката тензија во земјава. Од СЈО до јавното обвинителство. Клучната тема правдата во Македонија заценета од неможноста на двете најголеми партии да дојдат до консензус. Ситуацијата дополнително ја комплицира и најновиот развој на настаните со Венецијанската комисија и законот за јазиците. 24 телевизија во наредните 2 недели во серија интервјуа со лидерите на политичките партии. Вечерва наш гостин е Христијан Мицовски, лидер на ВМРО ДПМН. Господин Мицовски, добра вечер во студиото. Добра вечер и благодарам на поканата. Македонија е пред добивање на датум за преговори. Тоа барем сите така се надеваат дека ќе излезе. Што вие очекувате на 15 до 17 октомври од состанокот на европјаните? Интересен навистина е почетокот на емисијата. Велите Македонија е пред добивање на датум за преговори. А јас си спомнувам тамо некаде пред година и половина на она фамозно селфи од владиниот авион, кога премиерот господин Зоран Заев, Бојар Османи, вице-премиерот за евроинтеграција, министерот за надворешни работи господин Димитров, вице-премиерот за економски прашања господин Кочо Ангушев направи на селфи и го честитаа на нацијата датумот за преговори. Рекоа аирлија нека ние почнуваме преговори, па потоа дојде оние неславни прослави по плоштадите, полупразните плоштади, се трошеа народни пари. И видите, во меѓувреме овие нешто повеќе од 18 месеци јас не слушнав дека некој и се извини на нацијата, му се извини на народа затоа што го излажа. Ниту пак некој понесе сметка каде и како се потрошија тие пари. Но да се вратиме сега на реалноста, година и половина и повеќе сме напред во времето од она неславно селфи во тој авион, од онаа голема лага, од оние потрошени народни пари. Ние денеска повторно зборуваме за датум за преговори. Јас искрено од срце посакувам Македонија да добие датум за преговори, конечно да можеме ние да отпочнеме еден пат кон конечната цел, а тоа е Македонија да биде дел од европското семејство на народите, односно да биде земја членка која што ќе биде дел од Европската унија. И навистина работиме како политичка партија во име на таа заедничка наша цел и навистина посакувам да биде чист датумот. Од она кое што јас како информација го добивам од круговите во Брисел, кои што испорачуваат информации кај нас во нашата политичка партија, ќе постои можеби определена одлука која што до последен момент нема да биде јасна дали воопшто ќе има датум, дали ќе има датум и дали тој датум ќе има услови кои што ќе го направи условен датум, како што никој претходно аспирант, односно земја кандидат за членство во Европската унија не го имал. Така што еве да сумирам на вашето прашање, еден одговор конечен, а тоа е дека сакам и посакувам од сестрица Македонија да добие датум за отпочнување преговори. Овие неколку денови во рамките на нашата мој како политичка партија ќе работиме и ќе лобираме кај нашите сестрински партии да тоа се случи и да тоа биде безусловено. Ако биде условено, тоа ќе биде уште еден пораз и уште една голема лага на оваа влада на СДСМ. Нели мислите дека сега е моментот за обединување и праќање единствена порака до Брисел во однос на датумот, дека вие како лидер на опозицијата и премиерот како лидер на владеачката коалиција се способни и кадарни да заеднички испорачаат едно барање кое што македонците, албанците и сите оние што живеат тука толку време го очекуваат? Јас би сакал да говорам повеќе за обединување со граѓаните на Република Македонија, со македонскиот народ, со станатите граѓани во Република Македонија и токму тоа го правевме ние како политичка партија, како ВМРО ДПМН. Се обединивме со народот и приоритетни беа интересите на народот и на нашата татковина пред се и во името на тоа работевме изминатиот период. Да, но сепак некако разединети настапуваат власта и опозицијата секогаш кога се обраќаат кон Брисел. Од тој аспект ми е прашањето, не од аспект на тоа дали со народот коалиција или не коалиција. И како лидери на политички партии, вие ја праќате најгласната порака, практично. Можеби тоа е на реминисценција на минати времења, некои поинакви опозиции, кога биле интересите на државата во втор план, а партиските интереси и желбата за власт во прв план. Се сеќавате, тога се бојадисува, уништува
згради, собственост на Република Македонија, на председателот на Република Македонија, се пишува писма по светот, се кодошеа институциите, се работеше спротивно на интересите на граѓаните на државата. Нова опозиција, ВМРО-ДПМН, јас како председател на ВМРО-ДПМН, моите соработници, пратениците, пратеничката група, буквално сите по сите основи работиме во насока на тоа, а што е заедничка цел со македонскиот народ, граѓаните на Република Македонија, да се обединиме и во едно ехо ја испратиме пораката дека ни е потребен тој датум да го почнеме нашиот пат кон таа заедничка цел. Јас повеќе сум за едно такво обединување, тоа е обединување со македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија, а тие кои што мислат да се обединуваат со Зоран Заев, нека повелат, но мислам дека тоа не е мудра одлука. Ако е така како што велите, ако зборувате за тоа обединување, што е добро во обединување ако се преговара, например, секој да си добија собствено обвинителство во рамките на некој закон што допрва треба да се донесе? Токму тоа е и целта ако ја завршивме таа првична тема, е да се префрлиме на законот за јавното обвинителство, токму тоа е и целта на ВМРО-ДПМН и преговарачкиот тим да се обединиме околу правото, правдината и владењето на правото. А тоа што подразбира? Тоа подразбира безусловно почитување на законите и на уставот во Република Македонија, нешто што не е цел на преговарачкиот тим на СДСМ, бидејќи нивната цел е да се злоупотреби власта, да се злоупотребат законите и уставот и да се врши притисок и пресметка со политичкиот неистомисленик. Каде го црпите ова ваше тврдење? Па еве сега ќе ви кажам од каде го црпам. Ќе ве вратам малку на времето и ќе бидам краток колку што е тоа можно повеќе. Во првичната верзија која што Социјалдемократскиот сојуз ја достави до собранието, беше предвидено интегрирање на специјалното јавно обвинителство во рамките на државното јавно обвинителство и таму беше предвидено тогашниот специјален јавен обвинител, господјата Катица Јанева, сега притвореничката Јанева, да биде унапредена во државен републички обвинител, тоест да биде заменик на господинот Јоевски, а сите овие останати кои што се во рамките на обвинителството и незини помошници обвинители, но и сите вработени, истражители и администрација со закон да бидат префрлени во рамките на државното јавно обвинителство. Ние уште тогаш велевме дека тоа е невозможно, бидејќи не само што се попречуваат сите граѓани во Република Македонија рамноправно да конкурираат и предизвикува определена разочараност, туку и навистина не гледаме логика Катица Јанева да биде унапредена во републички јавен обвинител. И тогаш знаевме, односно имавме индиции за она што потоа следеше, тоа беше случајот Рекето на мега корупцијска афера. Добро, подоцна не ви се допадна ни другото решение, тоа да биде Вилма Русковска, односно таа што го предводеше веќе обвинителството за организиран криминал. Зошто постојано се зборува за персоналните решенија? Тоа не можам да го сватам кога се трага по правдата. Токму е тоа и нашиот став, зошто континуирано зборуваме за персоналните решенија кога треба да зборуваме за процесите. Тоа ќе треба да ги прашате преговарачкиот тим од Социјалдемократскиот сојуз. Кога ќе дојдат тие ќе ги прашаме, сега вас ве прашувам. За нас не е, ние напротив, ние ниту еднашка не споменавме име, ниту еднашка не споменавме персонално решение, туку велиме, ајде луѓе безусловно да ги почитуваме законите и уставот. Што значи тоа? Тоа значи дека е недозволиво со закон ние да ги префрлиме обвинителите во тоа некое си ново обвинителство кое што на онаа последна лидерска средба го предложи СДСМ, односно сите овие обвинители да бидат со закон префрлени во тоа ново обвинителство за организиран криминал и висока корупција. Ние тогаш велевме, има закон во оваа држава кој што вели дека откако ќе престане нивниот мандат, а престанува мандатот со престанок на мандатот на Катица Јанева, тие треба да се вратат во матичните обвинителства, што потоа и се случи. Велевме за сите истражители кои што се дел од специјалното јавно обвинителство да се вратат во оние институции каде што дошле, а тоа се банки, соодветни МВР, други институции и така натаму. За сите оние кои што имаат засновано работен редовен однос, тие ги штити законот за работни односи, тие ќе бидат прераспределени на истите места онаму од каде што дошле, а за сите овие кои што се со времено решение за работен однос, си постои закон, оние имаат договор со специјалното јавно обвинителство, потпишале еден таков договор дека со престанок на мандатот на специјалното јавно обвинителство престанува и нивниот работен однос и рековме, ако се сложиме за едно такво обвинителство, каде што практично ќе гониме висока корупција и организиран криминал, тоа треба да го правиме безусловено. Не од сега па натаму,
да можат сите граѓани во Република Македонија кои што се чувствуваат компетитивни да се пријават на евентуален конкурс. А тоа требаше да биде по предлог на опозицијата да се донесе. Не, сега ќе дојдеме и до тоа. Сите граѓани во Република Македонија кои што се чувствуваат компетитивни да се пријават и практично претходно на тоа треба да му претходи едно изготвување на систематизација, бидејќи треба да знаеме на кои работни места тие луѓе треба да аплицираат. Сега тука излезе предлогот кој што вие го велите, опозицијата да даде обвинител, имен обвинител кој што ќе го предводи тоа ново обвинителство за организиран криминал и висока корупција и се разбира да има определени заштитни клаузули со временски рок, доколку во тој временски рок тоа решение не биде прифатливо од страна на парламентарното мнозинство, тогаш Советот за јавни обвинители од редот на овие 10 помошници на Катица Јанева да избере еден кој што ќе го води тоа обвинителство. Кажете ми кој ќе биде мотивот на парламентарното мнозинство, имајќи предвид дека вложувале илјадници евра месечни примања кај овие 10 јавни обвинители, за да можат потоа да му слугуваат на интересите на СДСМ и Зоран Заев, да избере јавен обвинител од редот на опозицијата кој што ќе го поддржат по овој собрание и тој ќе го води тоа на обвинителство. Јас ќе ви кажам, не постои таков интерес. Мислам, зборуваме за елементарно функционирање на правдата во Македонија. Точно. Преку начинот на кој што се водат овие преговори, се добива впечаток дека вие постојано сакате да добиете во време, можеби за да се случи повторно некаква премолчена амнестија на некои други луѓе преку застарување на делата или преку други случаи. Нема тука никакво застарување на делата, вие видовте дека... за Груевски се случи застарување на делото во случајот Траекторија, например. Јас навистина нити можам да коментирам, нити сакам да коментирам зошто тоа се случило. Имало можности обвинителството тоа да го направи. Впрочем, имало можности обвинителството, обвинението да го покрене внимателно, за да тоа не се случи, но тоа било одлука на обвинителството. Претпоставувам дека обвинителството во тој момент оценило дека сомнежот за сторен криминал од страна на лицето кое што го споменавте, ќе се гони по тој основ и се случило тоа што се случило. Добро, не ли ви наликуваат сето ова на правна пародија? Лидер на опозиција и лидер на влада треба да се договараат кој кого ќе гони во државата. Точно. Еден ќе предлага опозиција, друг ќе предлага влада и понатаму зошто не си верувате воопшто, па не можете да верувате дека има професионалци во обвинителствата кои што работат? Не, апсолутно, тоа е нашиот став. Ние велиме не со закон да ги префрлиме овие лица кои што земале по 3 до 5.000 евра месечни примања, додека другите професионалци кои што вие ги нарекувате земаат под 55 до 60.000 денари месечни примања. Ајде да видиме кои се тие обвинители кои што ќе го состават новото обвинителство и нека си ги определи Советот за обвинители и да ги даде тие имиња. Тоа е нашиот став, вие ова што кажувате. Но тоа не е прифатливо за овие другите од проста причина што тие сакаат во лицата во кои што вложиле илјадници евра ваши, мои ваши пари, се уште понатаму да ги управуваат. Инаку, лично мене, ако ме прашате, јас не гледам интерес од страна на владата да се реши ова прашање, бидејќи они на оној нелегален полукриминален начин преку оној допис на притвореничката Јанева од затвор, некако насила ги префрлија предметите во рамките на јавното обвинителство, без никаков закон, без никаков нотар да го потврди автентичноста на потписот на притвореничката Јанева, без судија да го одобри текстот и така натаму. И ќе ве потсетам, господинот Јовевски, определен период, пред да заснуваат редовен работен однос со овие обвинители враќајќи се во матичните обвинителства, им додели овластувања да ги застапуваат предметите пред суд. Ако некој дава амнестија, тоа е ова насилничка постапка која што ја спроведе Јовевски по налог, претпоставувам за време на ние консултации. Зошто како е во рамките на законот и ако возможува функционирање на правдата, тука не можам да ве сватам. Па, еве јас ќе ви кажам, таа одлука стигна веднаш после онаа средба која што беше фотографирана и таа фотографија циркулираше во јавноста, каде што добива консултации, односно совети од еден од адвокатите на премиерот на државата. И веднаш потоа се случи да се случи она писмо и има процедура. Еве да речеме дека тоа писмо е такво какво што е. Има процедура, треба да дојде нотар да го потврди потписот. Дека е тој потписот на притвореничката Јанева, треба да дојде истражен судија да го провери текстот на тоа писмо, дали е тој текст или не е тој текст. Има процедура. Мислите дека тоа процедура не е запазена? Дека некој си дозволил да не е запазена? Ние имавме повеќе гости и во ова студио кои што кажаат дека процедурата од секој аспект е запазена. Не, апсолутно. Јас ви тврдам, видете, процедурата можеби откако се случи фаулот процедурален, да познавајќи го овој карактер на овие политичари и луѓе кои што му слугуваат на Зоран Заев,
може би потоа било тоа запазено постфестум, односно штелувани книги и така натаму, но и тоа мислам дека не е направено. Така што, ако некој зборува за амнестија денеска, тоа се сите оние кои што го осмислија, кои што го операционализира и реализира тоа за кое што ние денеска говориме. Наместо да се договориме за текст на закон, да се договориме за закон кој што ќе биде реформски, да има безусловна правда, да има правда за секој кој што се изгрешил низ една фер и транспарентна судска постапка. Да, па предметите на СЕО сега се на презумпција на невинност, сега да се во се суд докаже дали погрешил или не функционираат. погрешил. Ако погрешил, ќе се одговара. И судиите се тие кои што ќе донесат одлука осудителна или ослободителна, не ние како политичари. Повторно не можам да разберам. Вие сте за тоа дека овие предмети на СЕО не требаше да продолжат да се процесуираат понатаму во судска постапка? Видете, апсолутно, ние од самиот почеток велевме дека ние немаме ниту еден момент дилема дали тие предмети кои што се до 30.6.2017 година отпочнати согласно мандатот на специјалното јавно обвинителство во онаа фаза во која што се, дали се во распит на сведоци, дали се во жалбена постапка, дали се во завршен збор и така натаму, треба да продолжат таму каде што им е местото, а тоа е во рамките на државното јавно обвинителство, откако истите тие ќе му бидат предадени на законски начин. Да, и тие се сега тамо во државното јавно обвинителство и продолжуваат да се процесуираат. Затоа внимавајте, многу сум внимателен. На законски начин да му се предадат на државниот јавен обвинител, а овој по принципот на субординација да ги прераспредели онаму каде што им е местото. Тој е тој кој што треба да одлучи. Но тоа требаше да донесе функционално функционирање на правдата. Точно. Тоа што се префрли. Тоа не беше прифатено и не се на предметите требаше да овозможи нивно пронатамашно процесуирање, бидејќи во спротивно се закануваше затворање на СЕО, ако можам така да кажам, со тоа дека истекуваше мандатот. И тоа се направи во тој момент. Зошто вие не сте заинтересирани да продолжи правдата да се докажува на тој начин? Напротив, ние сме исклучиво заинтересирани да продолжи правдата. И видете, Младен, ние уште во јули месец јас имав пресконференција кога го предложив ова. Но ако се сеќавате, тогаш господинот Јовевски излезе со една изјава дека тоа не би било практично и дека ќе се загубело време и дека немало потреба од такви гимнастики, аритметики или не знам што, па потоа излезе Министерката за правда, нудеше план Б, со некаков си веде обвинител и така натаму, дека беше тоа тогаш прифатливо, ние можевме тоа да го ставиме во амандман, тој амандман заедно со законот да помине и ние ќе имавме законски трансфер на тие случаи од специјалното јавно обвинителство кон државното јавно обвинителство. Немаше потреба да пишува господинот Јовевски писма по уставните начела за едно обвинителство, со кое писмо он практично кажа дека ова е хибридна творба, дека ова е дивоградба специјалното јавно обвинителство, го призна дека тоа е неуставно и дека е практично надвор од уставот. Само требаше во тој јули месец, кога имав јас пресконференција, кога дадов оваа понуда сега што ја зборуваме, тоа беше уште многу далеко од 15 септември. Ако тогаш тоа беше прифатено, ние денеска веќе ќе зборувавме за нешто друго на вашата емисија. Ќе зборувавме можеби за рекет, ќе зборувавме за некои други теми. Ќе зборуваме и за рекет. Сега ми велите дека сите оние предмети што биле до 36 отворено, пред отприлike неколку месеци во ова студио, кога ми бевте на интервју, исто разговаравме заедно, тогаш рековте дека и предметите кои што се по 36 отворено, доколку во преговорите така се договорите, може да бидат преземени од соодветни обвинители кои што ќе ги распореди обвинителот и од поново повторно да се процесираат. Сега не ги спомнувате, мелите дека тие се као затворена книга? Не, воопшто не падна дискусија, односно вашето прашање не се однесуваше на тие предмети. Еве, ќе ви одговорам и на тоа. И тогаш, и сега, и секогаш во иднина, ќе го повторам следното. Никој не го спречува сите тие предмети, истраги, предистраги и така натаму, да ги однесе до државното јавно обвинителство и државното јавно обвинителство, доколку констатира дека има индици за сторен криминал, да отпочне постапка, доколку таа постапка доведе до докази за тој сторен криминал, да покрене обвинение, па потоа да има судски процес и на крајот тој судски процес да заврши со ослободителна или осудителна пресуда. Тоа според законот за обвинителство, односно каде што јасно е дефинирано дека не постои кога обвинителството место надлежно и место ненадлежно, е возможно во секој момент, не сега.
Тоа беше возможно и пред една година. Тоа е исто, Младен, како јас и вие сега да отпочнеме определена, иако не сме обвинители, да вршиме истрага за, имаме сомнеш индици за некакво кривично дело сторено од некого, од трета особа, и ние го истражуваме тоа кривично дело и доколку имаме сомнеш, односно не идеме на докази за тоа кривично дело, да си составиме еден документ, фино лепо да си го ставиме во плико, тоа плико да го адресираме до господинот државен јавен обвинител и доколку тој види дека таму има индици за сторено кривично дело, да си покрене постапка, ако таа постапка резултира со собрани докази да си покрене обвинение судски процес и така натаму и така натаму. Што стравувате, господине Мицковски, во целиот овој преговарачки процес, во формирање на тоа ново обвинителство или во неформирање, во продолжување на предметите, бидејќи декларативно зборувате и се залагате за функционирање на правдата, на терен имаме закочени процеси во Верувајте, не знам како да бидам поискрен со вас, се обидувам многу да ги поедноставам работите за да бидат појасни и на гледачите што не гледаат и со вас кога разговараме на оваа тема. Апсолутно стравувам од тоа дека ќе имаме селективна правда. Знаете зошто? Затоа што кога функционираше специјалното јавно обвинителство онака како што функционираше. Ние велевме дека таму има злоупотреби, дека таму има преплатени обвинители, дека таму има таму работи кои што навистина се можеби незаконски, и тоа јас го зборував прв на почетокот на годинава, ако се сеќавате, дека има рекетирање на луѓе, дека има уцени на политичари и така натаму. Јас бев меѓу првите кои што тоа го кажат, тогаш можеби делуваше чудно, можеби ќе бев обвинет од определена структура на луѓе дека не ја говорам вистината, дека како што вие рековте ќе се изразам во ваш жаргон, штитиме, бараме амнестија, штитиме криминал, но еве неколку месеци потоа се виде всушност кој е криминалецот и кој бил во право. Навистина не можам да се сложам да обвинителите од тоа обвинителство имаат месечни примања кои што се мерат во илјадници евра. На страна тоа што Катица е сега обвинета, односно осомничена, можеби утре ќе биде веќе и обвинета. Токму тоа сакам да зборуваме за функционирањето на правдата, на она што се случувало и десетина години наназад во Македонија. Ама вие видовте дека се тргува со правдата. Не можам кај вас да видам искрена желба да се расчисти со криминалот. И макар и криминалот во времето на вашата партија, кога вие сте биле на власт. Не, напротив, желбата постои и токму тоа е нашата заложба, безусловно почитување на законите и уставот. И ние ги охрабруваме надлежните органи во државата, органите на прогон, правосудството во државата, да расчисти со криминалот. Да расчисти со криминалот, ама не само да расчисти за криминалот од оние луѓе кои што постои сомневање дека сториле криминал во периодот 2008-2015. Да расчисти и после 15-та, но и пред 2008. Да се расчисти, да нема старење на дела каде што постои основано сомневање за сторен криминал. Секој кој што се огрешил пред законот да се одговара и осраматил пред граѓаните. Дали е тој премиер на државата, дали е поранешен премиер, дали бил министер, директор или лидер на опозиција, дали бил припадник на една или на друга политичка партија, дали бил политички неопределен, да се расчисти, затоа што за нас... Тогаш зашто не давате шанса сега на обвинителството декларативно да си ја врши својата работа? На кој обвинителство да дадеме шанса? На обвинителството што го води Любомир Јовевски. Тоа што работи незаконски, тоа што под притисок, под совети на господинот адвокат на премиерот донесе одлука да напишете едно писмо кое што не ги спочитува нити една од законските процедури за трансфер на предметите. Па ние бевме тие кои што ја кажувавме формулата како тие предмети законски треба да се префрлат. Ке ве потсетам уште нешто. Во јули месец, господин Младен, тоа го зборувавме. Во јули месец тогаш истиот тој Јовевски ми велеше дека тоа е, ќе повторам, дека тоа е нецелисходно, непотребно, ќе одземе време, не било рационално и така натаму и така натаму. За да неколку месеци потоа направи илегална постапка кршејќи ги сите закони. Кршејќи ги сите закони. За тоа ли обвинителство да зборуваме? Има ли шанси за да дојдете до некакво решение со СДСМ? Апсолутно и работиме на тоа. Дури пред 15 октомври? Видете, апсолутно и работиме на тоа. Овие денови се среќавате? Немаме официјални средби, комуницираме на ниво на документи кои што од едната страна и од другата страна се разменуваат како предложи. Тоа е тоа, отприлика. Нема некоја официјална средба. Ако има, како јавност ќе бидете информирани. Не правиме тајни средби по ходници. Тоа што практично се случува, тоа и сакаме транспарентно јавноста да го знае.
Преговараме. Не, бидејќи велите правиме све за оваа држава да добие датум Инаку, знаете за што е преговори чудно? со Зашто никој не го постави прашањето? А не знаеме дали воопшто ќе дојде до договор. Еве, ако некој искрено сака решение во овој случај, ние велевме порано дека нелегално стекнатите материјали и така натаму не треба да се служат, да се користат како докази во минатото, како политичка партија. Се повикувавме на конвенции, се повикувавме на пракси и така натаму. Знаете дека во предлогот кој што е доставен првичниот не се нелегално стекнатите материјали докази? Дали некој го истражил зошто е тоа така? Дали е можеби некој политички договор помеѓу некои други политички елити, а не е со ВМРО да помага? Докази не беа ни претходно, беа индици. Па не би рекол докази. Индици за да може понатаму да се трага по доказите. Не, господин Младен, наистина жалам. Во еклатантни примери и докази, меѓутоа во најголемиот број беа процесуирани како индици од каде што понатаму се трагаше по криминалот. Не, видете, не постои исклучоци во случаевите во доказната постапка, или е доказ или не е доказ. Јас ќе ви кажам и можам да се повикам дури на некои вести од вашата ценета телевизиска куќа, каде што кажувавте дека денеска беа презентирани докази за предметот тој и беа пуштани бомби. Значи, тие бомби кои што беа пуштани беа користени како доказен материјал, не беа како индици, да бидеме прецизни. Зошто во овој документ тие веќе не се докази, не знам. Тоа треба некој друг да ви одговори. Претпоставувам ќе биде тука председателот на владата, Зоран Заев, па ќе опрашате, ќе ви одговори тој. Инаку, кога зборуваме за принципи, ние и тогаш и сега велевме дека нелегално стекнати материјали не може да бидат користени како докази. Како потврда на ова, и она сведочење на господинот Верушевски, кој што вели дека тој како одговорен за безбедноста во СДСМ добивал определени материјали, истите ги доставувал најпрво до тогашниот председател господин Црвенковски, а потоа и до господин Зоран Заев. Се сеќавате на изјавата на Зоран Заев кој што кажа дека овие материјали ги нашол фрлени во двор кај него пред куќа? Кој лаже се? Кој не ја говори вистината? Овој кој што сведочи дека тие материјали му ги доставувал на Зоран Заев или овој кој што вели дека ги нашол тие материјали во неговиот двор фрлени? Видете, целокупната оваа конфузија, целокупниот овој хаос и несериозност, која што е денеска за жал секојдневие во Република Македонија, ни ги разочарува луѓето и ни се празнат градовите. Денеска читав една сторија за нови 6 автобуси од Сарај и од Тетово како ја напушта. Благодарам за... Или не одговара оваа тема? Не за темата, мораме да ја довршиме овото, а јас сосема на друг. Исклучувате дека може да дојдете до договор до 15 октомври? Апсолутно, договор може да дојдеме додека трае денешната емисија. Преговараат сега некои тамо во... Па видеков како оди размената на предлози. Добро. Имавте на пресконференција на која што покажувавте одредени записници од јавното обвинителство. Ве викнали обвинителката да објасните од каде ви се тие? До овој момент не. За случајот Рекет станува. До овој момент, додека трае вашата емисија, не сум повикан да ме од страна на обвинителката која што е надлежна за тој случај, од каде ми се тие записници. Од каде ви се? Па ви кажав, беа доставени пред седиштето на партијата. Во двор? Не, пред седиштето на партијата. Пред седиштето. Што пишува во записниците? Може ли да не откриете делови од тие елементи? Па во интерес на истрагата не би сакал да... Не, тогаш рековте дека високи политички соработници на Заев се споменувани во тие записници. Уште стоите на таквото тврдење? Видете, јас тогаш ќе ја повторам мојата изјава, реков дека моето име во овие записници го нема, но затоа пак има имиња на високи политички чиновници кои што се денеска актуелни во Република Македонија. И стојам на тоа што кажувам, а одговор за тоа треба да даде обвинителката која што го води тој случај. Јас не сум воајер политичар кој што на воајерски начин сака да победи на избори, да дојде до власт по било која цена за да може да прави други лукративни дејанија. Јас сум човек сериозен кој што остава истрагата да се заврши својата работа, но како што гледам за жал истрагата до овој момент не само што не ја завршува својата работа, туку некако и како да киксира, но ќе видиме до ден. Значи ли ова дека вие ќе поднесете кривични пријави против тие лица за кои што сметате дека се одговорни? Со правната комисија. Ако веќе сметате дека не функционира добро обвинителството? Видете, ние до овој момент даваме шанса на обвинителството
да постапи според законите и да покрене обвиненија онакви какви што покрене обвиненија во неколку случаи претходно. Истата ова обвинителка на некои претходни искази. Да почекаме да дојде денот кога ќе има можност да се размамне со едно такво обвинение, па потоа ќе го коментираме. До кога ќе чекате? Наши да го почекаме обвинението, кој што ќе го поднесе сега да видите дали има и други во обвинението, дали ќе бидат опфатени и други луѓе, оние за кои што велите дека се соработници на премиерот? Па видите, во тоа обвинение ќе видиме кои се индициите за сторен криминал, инаку јас не би ги осудил нити овие луѓе како што тоа го прават луѓето од СДСМ априори да ги осудуваат сите дека се криминалци и така натаму. Ја не би ги осудил, ја верувам во презумпцијата на невиност, верувам во законите и затоа онаму каде што има индиции за криминал очекуваме да биде покренато обвинение, а потоа низ една фер, транспарентна судска постапка да имаат тие можност да докажуваат дека се невини, а обвинителството да докажува дека се виновни. Кога ќе го видиме тоа обвинение, ќе видиме дали постапила според тие индиции и за кон тие луѓе или не постапила, а потоа во консултација со правниот тим, со правната комисија на нашата партија, во консултација и со надворешни експерти, со луѓе кои што се и стратешки мои соработници, ќе информираме јавноста кои ќе бидат нашите чекори поврзани со овој случај. Во една изјава рековте дека Јанева ви рекла дека ќе го одмрзне имотот на партијата ако гласате за нејзин реизбор, односно партијата ВМРО ДПМН го поддржи нејзиниот реизбор. И тоа ќе го потврдам и сега. Ни за ова не дадовте изјава во обвинителството? Ни за ова не бев повикан, ни за ова, да. Не за нејзин реизбор, да бидеме попрецизни, за изгласување на тогашниот предлог закон за специјалното јавно обвинителство. Кој што ќе го продолжеше нејзиниот мандат? Па потоа требаше, предпоставувам, повторно да разговараме. Можеби некој друг ќе беше специјален јавен обвинител тогаш и така натаму. Тоа беше во тој период кога ја дадов таа изјава, мислам дека беше некаде на почетокот на годината, кога нашиот имот на нелегален, незаконски начин беше замрзнат и се уште е замрзнат, ќе потсетам. Ние како партија функционираме како гости практично во нашиот имот, имаме потешкоти во функционирањето, но тоа сепак за нас не представува проблем да и во овој момент имаме некаде околу 100.000 гласа предност пред СДСМ и да напредуваме во име на сето тоа, но да ве потсетам, ние на нелегален начин, на незаконски крајна начин, поради едно обвинение кое што е покренато после законскиот рок и прифатено од страна на судијата во постапка, и како резултат на тоа имотот не е замрзнат, бев таму, разговарав, многу беше јасна, прецизна, имаше трето лице во просторијата. Што доколку не ви е замрзнат имотот? Сакате да ја продадете зградата? Видете, дали ќе ја продадеме или не ја продадеме зградата, тоа е ирелевантно. Тоа е одлука на партијата. Не, па велите замрзнат ви е имотот и не можете да располагате со него. Не можете да го издавате или да го продавате. Тоа се тие два елемента. Што би направиле? Ќе го издавате или ќе го продавате? Имено, не значи дека само отуѓувањето е решение. Не, дека еднаш рековте и дека вие би сакале да се ослободите од таа зграда заради X причини кои што ги наведувате. Можеби тоа ќе го направиме. Дали го размислувате за тоа? Можеби и тоа, можеби средствата доколку ја отуѓиме што ќе ги земеме, ќе ги дадеме во добротворни цели, така натаму и така натаму. Значи постојат многу опции, можеби ќе го изнајмиме, ќе го не значи само отуѓувањето како начин на функционирање. Ние не сме политичка партија која што даден претходен систем наследи инфраструктура. Зошто чувствувате долг кон општеството да кажете дека парите од таа зграда би ги дале во добротворни цели? Дали заради тоа што сметате дека не соодветствува на една партија да има еден таков имот кој што е меѓу поголемите во Европа? Така ве доживеав. Видете, вашето прашање има две тези. Едната теза е дека има имот кој што е меѓу поголемите во Европа. За партија од таков калибар. Јас можам да вака со толкаво членство и така натаму. Да, со толкова можам да ви кажам дека ние имаме не поголем имот од тој имот што го има уште една партија во Република Македонија, со таа разлика што тој имот не е наследен од еден претходен систем, туку тој имот е резултат на работа на граѓаните, на донации и така натаму, на симпатизерите, на поддржувачите. Тоа е една дефинитивно поголема разлика. А вашиот прв дел, ако метафорично сакавте да се изразите дека тоа представува некој гламурозен имот и така натаму, несразмерен со животниот стандард на државата, исто така, јас би сакал да кажам дека кога кажав во добротворни цели, познавајќи го
карактерот на критиката, затоа и го кажав тоа добротворен целино, може да биде, реков, и изнајмен, може да биде преуреден, може да биде делумно изнајмен, делумно отуѓен и така натаму и така. На тоа може да бидат искористени доколку биде отуѓен тие финансиски средства за некои други цели, други намени. Но се е важно да биде во рамките на законот, да биде транспарентно, да може јавноста да има увид во целата таа постапка. Сакале на некој начин да вратите дел од имотот во општеството? Не, ја би сакал само да бидат почитувани законите во оваа држава и да биде ослободен имотот на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е она кое што сакам. Ова што денеска се случува е правно насилие, заробен имотот на ВМРО-ДПМНЕ, заробен е практично од страна на правосудните органи, обвинителството и судството, и тоа е направено на еден сосема нелегитимен и незаконски начин. Јас сакам само да се почитуваат законите, ништо повеќе. Таа зграда на ВМРО-ДПМНЕ се врзува со едно владење за кое што многумина сметаа дека се случуваше во време на една заробена држава. Меѓу другото имаше и дел од европските извештаи кои тоа така го пишува. Во меѓувреме ние не слушнавме од ваша страна дека се оградувате од она што е наследство на тоа владење на Никола Груевски. Зошто? Видете, јас можам да се оградам, да се извинам за нешто што јас сум го сторил и да сносам одговорност за тоа. И тоа сум го повторил многу пати во минатото, еве ќе го повторам и во вашата денешна емисија. Можам да зборувам за тоа што јас ќе го сторам, од тоа да се оградам, да се извинам доколку погрешам и да сносам одговорност, се разбира. Инаку, за она кое што во минатото било направено погрешно и доколку тоа нанело штета некому, јас сум исто така подготвен да го коригирам сето тоа во рамките на идните програми на партијата и така натаму, но сето на кое што било добро, имало многу добри работи, да го надградиме, прошириме. Зошто не се оградите од оние нешта кои што без друго беа квалификувани како недоволно добри или недобри? Повторно ќе ви кажам, за да јас го сторам сето тоа, тогаш би можел да се оградам, бидејќи јас не сум бил од сето тоа нити учесник, нити било каков фолклор, нити декор во сето тоа, тогаш не би можел навистина да дискутирам. Владењето на Никола Груевски? Апсолутно, ве молам, немојте, сега тоа сме го зборувале многу пати во минатото, нити пак некогаш во минатото ми паднало памет да се спуштам на тоа ниво, да се оградувам од било какво оградување. Еве ќе се оградам. Но многу експлицитно се оградивте од Сашо Мјалков, например. Да ве потсетам на пресконференцијата што пред вашата партија ја направи Александар Николовски. Видете, сега вие ме прашувате дали се оградуваме. Не велите, јас не се оградувам од личности, а се оградивте од Сашо Мјалков. Господинот Никола Груевски бил премиер на државата, исто како што е господинот Заев, како што бил господинот Љупчо Георгиевски, Бранко Црвенковски и така натаму. Секој од овие луѓе си имал во определено време и добри и лоши моменти. И еве, да, нема да ги повторам, ветувам лошите моменти, ќе се трудам добрите да ги надградам и да иновирам со нови политики, доколку ја добијам довербата од граѓаните. Не е точна вашата теза дека не се оградувате од одредени личности. На пресконференција вие се оградивте од действувањето на Сашо Мјалков во минатото и сега. Ние за сите погрешни политики сме го кажале нашиот став во минатото и сега треба секоја емисија 3 години потоа власт на СДСМ, ние за тоа да зборуваме. Сега не зборуваме за ова, за иселувањето, ајде тоа после. За рекет не зборуваме, ајде тоа после. Не зборуваме за лошата состојба од држава, ајде не за тоа после, да се оградиме за нешто, а веќе 3 години влада во Република Македонија ние СДСМ. Еве, да се оградиме од све што било лошно направено од страна на политичарите во Република Македонија од 1991 до денеска 2019 година. Но во новиот предлог статут на партијата е предвидено да се укине местото почесен председател на партијата. Точно. Дали е тоа оградување од Никола Груевски? Не, тоа е статут кој што е направен согласно реформите и динамиката во рамките на партијата. Тоа е статут направен како резултат на целосна и темелна анализа на статутите на нашите сестрински партии, неколку беа земени во предвид и за тоа сум зборувал често пати. Во моментот е во рамките на дебата на извршниот комитет, се надевам дека многу скоро, откако ќе завршиме дебатата на извршниот комитет, ќе дојде во рамките на дебата на централниот, но што ме прави горта што е единствено таков вид во Република Македонија. И навистина мислам дека треба да биде добар пример и добар рол модел за останатите политички партии во Република Македонија, како ќе го донесеме истиот да го сериозно разгледаат, ако сакаат навистина да се демократизираат во рамките на сопствената структура. Јас искрено им посакувам вака да го погледаат и со сериозно внимание
да му посветат сериозно внимание и да можат барем некои делови од тој нов статут да ги применат во рамките на нивните партиски статути. Го укинувате местото почесен председател, Груевски веќе нема да биде почесен Укинуваме председател неколку други места, на додаваме ВМРО некои други ДПМН, места, да. а велите не, тоа не е оградување. Дали е тоа обид за дистанцирање од тие политики? Видете, ние можеме вака со квиз прашања да ја завршиме емисијата од сега па додека трае емисијава, дали бил обид и да бараме семантика, мислам дека дадов одговор на вашето прашање. Не, многу вове прашувам, бидејќи од една страна велите не се дистанцирам, од друга страна велите го укинувам неговото место. Дали е тоа обид за дистанцирање од политиките на Никола Груевски? Тоа ви го одговорив, не веќе го повторам одговорот. Новиот статут е резултат на реформите во рамките на ВМРО ДПМН и следење на динамичките процеси, идентификација со нашите сестрински партии. Сакате ли со тоа да се оттргнете од печатокот дека Груевски од Будимпешта ви ја командува партијата? Не, тоа е несериозно, мислам, како да ви кажам, но во ред е дека се обидам да дадам одговор на тоа прашање. Не е точна вашата констатација. Нити пак имам намера да се оттргнувам од било каков таков печаток. Јас навистина би сакал повеќе да разговарам на реалните теми, кои што се реалност во Република Македонија, сиромаштијата, на иселувањето, на немањето реформи, на лагите, криминалот, на рекетирањето бизнисмени, уцената на политичари. Но ако, наслов и тема на нашата емисија е господин Никола Груевски, ве молам, можеби повеќе детали околу тоа може да ви даде и господин Зоран Заев. Пред неколку дена го формиравте или го обелоденевте вашиот советнички тим. Некои велат тоа е новата влада во Нека сенка коригирам, не е или тоа влада во советнички сенка. тим, тоа е стратешки соработници. Стратешки соработници. Не е тоа влада во сенка? Не. Тоа е тим од стратешки соработници, надпартиски личности, со кои што не поврзува патриотизмот, трудолюбието и желбата за обнова на Македонија, бидејќи ние живееме денеска во едно општество, систем кој што притиска, не функционира, и во рамките на тој еден систем кој што притиска и не функционира, ние сакаме да понудиме една нова алтернатива, нешто кое што ќе донесе оптимизам и ќе ги врати на смевките на луѓето и да се обидеме што е можно повеќе луѓе кои што ја напуштија Република Македонија бегајки од ова денешно катастрофално секојневие да ги вратиме назад. Свесно ли одбравте во тој тим да нема ниту еден актуелен пратеник на ВМРО ДПМН? Па јас затоа ви кажав, тоа се надпартиски луѓе, нашите пратеници се партиски определени. Пратеничката група е составена од долгогодишни членови и активисти на ВМРО ДПМН, а ова се луѓе кои што се наистина надпартиски. Сега некои во тоа го препознаваат идниот извршен одбор, да речем, или извршен комитет на партијата. Некои од вашите пратеници поради тоа се многу незадоволни. Па јас до сега навистина не слушнав дека некој пратеник е незадоволен. Напротив, доста вака пофални коментари, доста комплименти добив од страна на пратениците, на членовите на пратеничката група на ВМРО ДПМН, многу поддршка, многу одобрување. Сега претпоставам различни извори имаме на го читав интервјуто на пратеничката Рангелова, ако баш. Па јас ако го читавте внимателно ќе видите дека она напротив нема лош коментар за стратешките соработници, едноставно замерката е во бројката на жени која што е застапена таму. Инаку нити во еден момент не е разочарана од капацитетот на луѓето, напротив мислам дека даде еден комплимент за нивниот квалитет, зборам, и професионално портфолио. Едноставно замерката беше во застапеноста на родовата застапеност практично. Речи си паралелно и поранешниот подпредседател на партијата Митко Јанчев излезе со ставови во јавноста, со интервју во кој што остави простор за формирање дури и на партија десноцентристичка понатаму во корелација со некои други партиски луѓе кои што порано биле дел од ВМРО ДПМН. Ве плаши ли тоа дека може да се случи разнебитување на ВМРО-ското јадро? ВМРО ДПМН е обединето, ВМРО ДПМН е силно мотивирано да победи на следните предвременни парламентарни избори и да ја ослободи Македонија од оваа влада предводена од Зоран Заев и СДСМ. Но истовремено треба да сме исто така свесни дека Зоран Заев и СДСМ ќе користат определени политики и алатки за да нормално се спротистават и го ублажат тој пораз кој што следи на следните предвременни парламентарни избори.
сите оние кои што мислат, како што вие велите, дека постои опција и можност за формирање на некоја нова центар-десна партија, им посакувам се најдобро, ги охрабрувам и немам напротив ништо што лошо да кажам поврзано со тоа. Тоа е само ќе збогати демократската понуда во Република Македонија. Граѓаните ќе имаат повеќе можности да изберат. Еве гледаме и дека еден еминентен адвокат исто така имаш иницијативен одбор за формирање на партија која што па не е центар-десна, повеќе ме личи на лева, центар кон лево. Така што тоа е само еден дополнителен, односно дополнително додадена вредност. Јас им посакувам и на едните и на другите се најдобро, сакаме да се надпроверуваме со политики, со идеи. Отприлика тука би го завршил. Дали на овој начин се откажувате целосно од обидот за соработка со тој тип на партија од луѓето кои презлегуваат вашата партија? Апсолутно ние нити се, јас ова не го зборувам за персонални решенија. Вие рековте дека постои можност за формирање, доколку постои на тие кои што ќе одлучат да ги формираат тие политички субјекти, им посакувам се најдобро. Тоа кажав. Јас не реков дека се тоа луѓе кои што се дел од нашата или политичка партија некоја друга која што не е ВМРО-ДП. Напротив, само ги охрабрувам. Благодарам. Тука одиме на мала пауза за реклами и се враќаме во студиото. Во студиото на телевизија 24 вечерва почнуваме, односно при крај сме со една од серијата интервјуа што ќе ги правиме со лидерите на политичките партии. Вечерва наш гостин е Христијан Мицковски. Дојдовме до делот каде што нашите студенти од правниот факултет ќе постават неколку прашања до господинот Мицковски, па повелете. Здраво, јас сум Леонита Поповска, студент по политички науки. Моето прашање е дали по 15 октомври, по добивањето или недобивањето на датум за преговори за ЕУ, кои се плановите на ВМРО-ДПМН во однос на предвремените избори? Нашиот предлог е јасен и тоа го зборувавме на една пресконференција дека веднаш после одлуката на Европскиот совет во насока на тоа дали ќе добиеме или нема да добиеме датум или ќе добиеме датум со услови, така наречен условен датум, за да провериме дали блескаме, дали навистина е, како што тоа ни го прикажува владата, онаа помалку параноична розева слика, а во суштина ветуваа живот, а донесоа срам, или пак ние тоа што го говориме дека донесоа срам наместо ветениот живот и така натаму, да поминеме кон организирање на предвремени парламентарни избори, да организираме техничка влада и веднаш по тоа да провериме која говори вистината. Мислам дека тоа би било вистински начин да пред граѓаните на еден начин дадеме отчет, да бидеме отчетни пред граѓаните за тоа што сме го сработиле. Дали ние како опозиција во веќе трета година влада на СДСМ и Зоран Заев или тоа што го направи Зоран Заев и неговиот тим како власт во Македонија веќе трета година поред. Тоа би било еден нормален одговор кој што го очекуваме од страна на владата и еве ги инспирираме да се обидат, да не само со лаги да ги мотивираат членовите во рамките на нивната структура, него еве да имаат вистинска можност да проверат дали вистински водат на анкетите како што ги презентираа на ние брифинзи срамежливо или пак ќе биде сосема поинаква реалност. Јас сум убеден дека ќе биде сосема поинаква реалноста, бидејќи според сите оние вистински анкети предноста ќе биде најмалку 100.000 разлика во корист на ВМРО-ДПМН. Благодарам, повелете. Здраво, јас сум Филип Стеговски. Имам прашање за новиот проект на ВМРО-ДПМН што е обнова за Македонија. Дали ова значи дека се припрема партијата за нови парламентарни избори што следат и кои би биле позициите, дали ќе инсистирате за предвремени парламентарни избори? Да, благодарам на прашањето. ВМРО-ДПМН е партија од народот и за народот и ВМРО-ДПМН континуирано е помеѓу граѓаните во Македонија и врз основа на тие наши теренски активности констатиравме дека нашите сограѓани долго време не биле слушнати. А има многу работи што да се научи од нив и да се слушне, посебно кога зборувам да се слушне, зборувам за нивните проблеми и маки кои што секојдневно ги тиштат. Одлучивме да иновираме во нашата програма, односно едниот дел да биде оној стратешкиот дел, а другиот дел да биде тоа што ние ќе го понудиме во форма на решенија за сите проблеми и маки на нашите сограѓани.
Тоа е една од основните цели на кампањата Обнова разговори за обнова на Македонија. Разговараме со граѓаните, тие ги посетуваат нашите корнери, ги пишуваат нивните проблеми и маки и врз основа на таа навигација ние понатаму ќе понудиме соодветни решенија кои што ќе бидат дел од нашата програма. До овој момент одзивот е веќе повеќе од 10.000 такви проблеми, да ги наречам како проблеми, и врз основа на сето тоа ќе ги групираме, ќе ги синтетизираме и ќе понудиме соодветни решенија во нашата нова предизборна програма. Благодарам, повелете. Здраво, јас сум Елена Ристеска, студирам на политички студии. Свесни сме дека процентот на иселеност е огромна во последните години, не само за младите, туку и останатите граѓани, и сметам дека тие што заминале и веќе не ни планираат да се вратат. И сега прашањето ми е следно: доколку има предвремени парламентарни избори, што вие нудите како партија на економскиот план, зашто на вистина причини има премногу за тоа зашто се иселуваат младите од државата, но економскиот план мислам дека е Континуирано зборуваме, благодарам например на вашето прашање, континуирано например зборуваме ние за економијата, дури во нашиот план, во програмата која што ќе понудиме пред граѓаните, зборуваме за Македонија технолошки тигар на Балканот. Еден од клучните приоритети ќе не биде економијата, креирање на нови работни места, креирање на добро платени работни места, перспектива за младите, но и стабилност за оние кои што се во средни, но и во подминати години, се разбира стабилност во рамките на останатите сектори во државата, но за сето тоа да се случи, нас не е неопходно да имаме владење на правото и да имаме навистина независно правосудство. Кога зборам навистина независно правосудство, не може да биде адвокатот на премиерот во друштво на државниот јавен обвинител неколку дена пред, односно неколку часа пред да се случи она писмо на притвореничката Јанева, и ние да веруваме дека станува збор за независно правосудство, независно обвинителство, независно судство. Значи најпрво се неопходни темелни реформи во рамките на правосудниот систем. Не може ние да зборуваме за тело кое што ќе прави реформи во правосудството, а тоа тело да го предводи премиерот. И конечно, не може човек кој што во минатото напад имал работа со органите на прогонот поради основано сомневање за сторени кривични дела, па бил аболиран, па бил пардониран и така натаму, да биде човекот кој што ќе ја донесе правдата и човекот кој што практично ќе донесе реформи во рамките на правосудството. Ние сме тие кои што гарантираме дека луѓе со чисто кристална јасна биографија и животна, но и професионална, се доволен гарант дека тоа што ќе го ветиме и ќе го испорачаме. Независното правосудство, односно независното обвинителство и судство, ослободено од политичките пранги, ќе понуди простор за нови инвестиции, како домашни, така и странски, дополнителни средства во буџетот, кои што понатаму се користеле и за солидно образование, и за реформи во здравствениот систем, и во реформи во социјалната политика, и повисоки пензии, и повисоки субвенции за земјоделците и така натаму и така натаму. Поголема поддршка за предприемачите, бизнисмените и слично. Но основата е независно судство и независно обвинителство, односно владење на правото, ослободување на системот од прангите на политичарите. Без тоа, сето ова останато е невозможно. Така што, отприлика тоа би го дал како одговор на вашето прашање, а сето тоа понатаму е гарант да овие луѓе кои што се иселија имаат можност да се вратат. Има доста така успешни примери во рамките на Централна Европа, каде што луѓето во 90-тите се иселуваа, па сега во овој новиот милениум се враќаат поради сите овие реформи кои што се направени, а сите оние кои што размислуваат да ја напуштат Македонија, да останат тука, бидејќи ќе имаме навистина реформиран и независен систем во рамките на обвинителството и правосудството. Повелете. Здраво, јас сум Дарко Милошевски. Сакав да ве прашам, без празни демагогии, како вие суштински се разликувате од претходното раководство на ВМРО ДПМН и како вие се гледате како иден премиер? Па, мислам дека до сега покажавме дека имаме своји автентични политики кои што се различни од политиките во минатото на ВМРО ДПМН и од онаа прва генерација предводена од господин Георгиевски и од онаа втора генерација предводена од господин Груевски. Мислам дека
врз основа на тоа што го водиме како политика, можеме да кажеме дека сме еден вид синергија на овие две генерации во рамките на ВМРО ДПМН, но истовремено понудивме и некои нови начини на функционирање во рамките на партијата. Истото тоа ќе го продолжиме и во иднина, ќе иновираме и ќе понудиме политики и веќе нудиме политики кои што се навистина прогресивни, а не регресивни, политики кои што повторно ќе се темелат на она што го зборувавме со вашата колешка, тоа е реформи во рамките на судството, во рамките на обвинителството, реформи кои што ќе понудат подобра економија во државата и за сето тоа имаме решенија и програма која што ќе понудиме на следните избори, а сега практично ја завршуваме. Така што ако бараме суштински разлики, ние ќе треба да го споредуваме периодот кога ВМРО ДПМН е сега во опозиција и кога ВМРО ДПМН беше во опозиција кога Никола Груевски ја предводеше ВМРО ДПМН, односно кога Љупчо Георгиевски ја предводеше ВМРО ДПМН. Ако споредуваме кога ВМРО ДПМН била власт во Република Македонија и ја предводела владата и сега кога е во опозиција, тие два атрибута се неспоредливи, затоа што едни се политиките кога сте вие во опозиција, други се политиките кога вие сте влада во Македонија. Се надевам дека наскоро ќе имаме можност повторно да седнеме во ова студио, да разговараме од една поинаква перспектива и да ги компарираме политиките на ова ВМРО ДПМН кога е во владата и останатите генерации на ВМРО ДПМН кои што ја предводеле владата на Македонија. Добро, благодарам. Јас само се надевам дека тие судски реформи за кои што зборувате во иднина нема да бидат оние тефтер реформи за кои што се залагаше вашата партија во минатото. Не бидете сигурни, или овие куфер реформи кои што сега ги гледавме, овие како се викаш оние куфер на Луи Вуитон реформи. Нити тие, нити овие, него вистински судски реформи. Благодарам. Јас сум сигурен, немојте да се надевате, бидете сигурни, Младен. Благодарам. Велите избори, некаде, предпоставувам вашата желба е да бидат некаде во мај, или порано или подоцна, отприлike за тој таков датум зборувавте? Сакам да прашам нешто друго во врска со тоа, за да... Во контекст на вашето прашање, јас кажав март или октомври. Март или октомври? Да. Добро. На избори без попис ќе се оди? Да бидеме само прецизни. ВМРО ДПМН е подготвено за предвремени парламентарни избори сега и веднаш. Но, бидејќи гледаме дека од страна на владата нема такво расположение, односно една е нивната реторика која ќе бидат на Централниот одбор на СДСМ воинствена, газиме, победуваме, анкетите се на наша страна, блескаме и слично. Додуша, морам да признам дека и кај нив постои еден вид дилема дали тоа што говори Зоран Заев е навистина така или не е така. И друга е реториката кога ќе излезат надвор од седницата на Централниот одбор и ќе речат па не, ние нема да правиме сега заради процесите, економијата и така натаму. Каква економија? Па денеска вие, ако зборуваме ние за економија, било каква економија за да се придвижи, еве под услов и рекорден број странски инвеститори, домашни инвеститори, да има навалица, наплив на инвестиции во Република Македонија, потребно е најмалку 2 години за да се случи посета, да се случи одлука. Зоран Заев сега во моментов, така не е. Мислам, он би требал да се грижи за тоа, не вие. Што ви е тезата? Ако ми дозволите, тезата ми е следна. Ние сме подготвени сега и веднаш. Нека заврши 17 октомври, нека да ја слушнеме одлуката од страна на Европскиот совет. Имаме дата, немаме дата, имаме дата која што ќе биде условена и така натаму. И веднаш потоа да распишеме предвремени парламентарни избори, да идеме со технички премиер и да завршиме, да направиме на вистинска анкета, да видиме дали граѓаните ќе ги одобрат политиките на Зоран Заев или нашите критики. Тоа е еден исклучително квалитетен момент кога можеме сите предвремени избори напролет секако би го одложиле пописот, ако можеме да бидеме прецизни. Па видете, ваков како што е пописот и онака како што е предвиден, пописот треба безусловно да биде одложен, затоа што ваков како што е ние како ВМРО ДПМН нема да го прифатиме. Што ви пречи? Па имаме отприлика 28 интервенции во рамките. Да не зборуваме за техничките, за суштински, ако може да ни кажете. Јас никогаш не зборувам за техничките, секогаш зборувам за суштински, тие се доставени до тимот кој што преговара од страна на СДСМ, негде околу 3 или 5 беа прифатливи за нив, другото е неприфатливо, односно баш оние кои што се помалку суштински беа прифатливи, а суштинските не беа прифатливи. Наистина чудно што
во принцип сите препораки на Евростат се да се прави попис во првата година односно на почетокот на декадата, а не во последната година, односно на крајот од декадата. Ние токму тоа сакаме да го направиме со овој закон, да направиме попис во последната година од декадата, што е неприродно. На овој начин како што се планира, ние како ВМРО-ДПМНЕ не можеме да го прифатиме. Денеска деновиве Венецијанската комисија излегува некој нацрт заклучоци на Венецијанската комисија во однос на законот за јазиците. Мислите ли дека ова дополнително го комплицира политичкиот моментум во Македонија или е очекувано за вас? Видете, ние ако се точни тие нацрт заклучоци? Па врз основа на тие информации кои што ние ги имаме, тие се точни и она кое што ние го зборувавме и предупредувавме практично се случи. И на она кое што ние зборуваме и предупредуваме и на почетокот на оваа емисија, но и на многу пресконференции во минатото, дека насилие во правото, кога тогаш ќе резултира со ваков тип на заклучоци, како што резултира овие од страна на Венецијанската комисија. Затоа и ви кажав, ако некој прави амнестија, тоа е оваа влада, тоест тој кој што го осмисли, реализираше, а потоа отпочне имплементација на начинот на кој што продолжија да ги тераат предметите кои што Закон за јазици се зборуваме. Токму тоа сакам да ви кажам. И тогаш предупредувавме дека ова што го зборува и прави СДСМ не е добро. За законот за јазици? Да, дека е спротивно на уставот и дека е спротивно на она кое што треба да биде. Никој од нас нити тогаш нити сега не беше против употребата, но тоа да биде согласно законите и согласно уставот. Тоа го зборувавме тогаш. Истото тоа денес и предупредувавме дека кога ќе дојде денот да се произнесе Венецијанската комисија, ќе има реперкусии. Исто како што сега предупредуваме дека за сите овие случаи кои што насилно се водат, ќе паднат на судот во Страсбур, на судот за човекови права во Страсбур, затоа што кој случај, па сите овие случаи кои што се водат насилно. Еве ќе ви кажам случајот Талир 1 кој што е отпочнат после рокот, односно процесите кои што се поврзани со овој случај се комплетно незаконски и нелегални. Исто како што ќе се случат многу арбитражи во кои што денеска Македонија е обвинета. Нели мислите дека Талир 1 треба да продолжи да се истражи до крај за да падне бремето од што вие сега како лидер на ВМРО-ДПМН го носите на една партија која што енормно се збогатила во време на едно владење за кое што многумина оценија дека е владење. Ама не е тоа случајот Талир. Не е тоа вие што кажувате случајот Талир, друг е случајот Талир. Финансирање на партијата и тоа беше. Не, тоа е друг случај, не е Талир. Ај објаснете ми го. Па еве јас сум за тоа, ама тоа да биде ќе падне бремето од вас, тоа сакам да го кажам. Од вас како лидер на таа партија, зошто не сакате да го одвлечете од себе тоа бреме? Немам никакво бреме, напротив, јас се чувствувам многу комотен. Па добро, еве зградата ќе ја дадеме на сиромашните, нели како велите. Сето тоа зговори за одреден елемент на некаков долг што го чувствувате кон граѓаните. Не, апсолутно. Ова е антитеза, практично што сега вие го кажувате. Јас сум за тоа, случајот да се истера како што треба да се истера, да биде согласно законите и согласно процесите, а не да биде вака како што се тера. Тоа е насилие. За тоа зборувам јас. Вака нема да се истера. Како што сега се тера, тој нема да се истера, пошто ви реков, тој ќе падне случај. Ќе падне исто како што сега ни стигна честитка од Венецијанската комисија, така ќе ни стигаат честитки од Судот за човекови права во Страсбур. Така ќе ни стигаат честитки од арбитражи кои што економски оператори ги покренаа против нашата држава. И во Њујорк, и во Лондон, и во други светски институции. Знаете зошто? Затоа што темелно не се водат работите, затоа што се водат работите денес за утре, затоа што не се размислува за идните генерации. Дај денес да направиме што може да направиме, па утре ќе му е мислиме. Не е тоа начинот на кој што треба да функционира оваа држава. Затоа ни се случуваат вакви прашања како што кажа студентката, односно гостинката овдека во емисијата. Затоа ни се селуваат луѓе, затоа ќе ни се случуваат вакви работи како што ни се случуваат во државата. Ако темелно не се приде, ако не се приде со почитување на законите и уставот, ова е резултатот, Младен. Време е да ја дозволиме на правдата да почне да функционира. Ама ние тоа нонстоп го кажуваме, време е да дозволиме на правдата да почне да функционира истина во нашата држава. Се сеќавате на оној бројчаникот на Триумфалната? Оној спектакуларен кран кој што го поставуваше, требаше да испишува бројки сега. Сте го погледале сега до каде? Или можеби штедат на електрична енергија па не го уклучуваат? Еве јас ќе ви кажам. Затоа што оние фамозни 11,5 милиона кои што ги кажуваа дека ги заплениле, практично биле предмет наречен рекет 2 денеска во обвинителството. Затоа нема бројки. Затоа
нема смелост да ги објават тие 11,5 милиони евра. А знаете зошто тоа го прават? Затоа што ги користат и ги злоупотребуваат институциите за приватни цели. Затоа денеска ќе имаме пустош низ Македонија. Те врата малку на и затоа денеска изборите. ќе имаме, ако имаме ова било што каков го датум зборувавме, како политичка одлука на најнеспособната и најарамиската влада, ќе имаме само заради тоа што е таква политичката одлука, а не затоа што се направени реформи. Мислите светот тоа го гледа? Па читајте ги денеска изјавите на дипломатите во држава што викаат дека на Европа не и треба држави каде што владаат неколку фамилии. И требаат реформирани држави каде што владае безусловно правото и правдината. Ова денеска што се случува е спротивно на тоа. Од денешен аспект сакате да кажете дека сте горди што не го спречивте донесувањето на Преспанскиот договор, со оглед на тоа што Македонија е пред добивање на датум за преговори со Европската Унија и пред портите на НАТО. ВМРО ДПМН од самиот почеток до тој ден, додека се случуваат тие уставни измени, беше против содржината на Преспанскиот договор и во рамките на нашите демократски алатки ние тоа го правевме и се спротивставувавме. Знаеме што може ВМРО ДПМН да направи ако сака да знам спречи што. одреден Еве, договор, кажете ми, ја не знам, почнувајќи поучетаме. од протести и блокади до амандмански поднесоци кои што може да блокираат одреден А процес. како протестите затоа ве и прашам, дали се блокадите... чувствувате горди што не го спречивте Преспанскиот договор? Не, напротив, јас се чувствувам горд што ВМРО ДПМН не учествуваше во таа операција на продавање и распродажба на идентитетот на македонскиот народ и македонската држава. Кој што денеска го носи датумот за преговори или утре и членството во НАТО. Видете, ние можеме вака да ги материализираме. Објективно речено тоа беше Видете, главната пречка која што во мојот живот беше. нити во еден момент не сум ги гледал работите вака како што се представени, материалистички и клиентелистички. Или ќе ги гледаме работите кроз призма на тоа многу работа, многу труд, пот, крв и солзи, како што би рекол еден голем светски лидер, или пак ќе бидеме клиентелисти и материалисти, ќе кажеме парите ни се важни, па ако треба и кожата ќе си ја продадеме. Ова вие што ми кажувате тоа. Ајде, ако ни се важни парите, клиентелизмот и материализмот, а не вредностите, тогаш кожата ќе си ја продадеме. Па они додека го распродава идентитетот, го менува законот за јавни набавки да може тендериве во 4 важно, зашто навистина не организиравте протести? Организиравме, како имавме протестни маршови, имавме големи народни протести, или предпоставувам сакате да направиме протести кои што ќе завршат насилно и потоа ВМРО ДПМН да биде таа политичка партија која што ќе биде обвинета од цел свет и повторно да му ја продолжиме. Зашто амандмански не действувавме во рамките на тоа колку дозволуваше процедурата, тоа е без скратени рокови 3 дена, како да ние да ги менуваме карактерот на Зоран Заев и владата на секој закон што става европско знаменце во рамките на тоа што го имавме како можност во собранието, тоа го правевме. Или па можеби требаше да направиме насилни протести за да може цел свет да не обвини и да бидеме прогласени како терористи во сопствената држава, бранејќи ја сопствената држава и да ја продолжиме политичката кариера на овие рами. Не, ќе ги победиме, ќе ја ставиме Македонија на брза трака, а потоа ќе ги коригираме сите грешки кои што ги направи оваа рамиска и корумпирана власт. Ќе го менувате договорот од Преспа? Ќе ги победиме, ќе ставиме Македонија на брза трака, ќе бидеме дел од европското семејство и ќе ги коригираме сите грешки кои што оваа влада ги направи. Мислите дека така функционира меѓународните односи во светот? Ќе влеземе во НАТО, ќе влеземе во Европската унија и после тоа ќе го поништиме договорот од Преспа, ако добро ве сваќам. А вие мислите само една грешка направи оваа власт? А не зборувате за договорот од Преспа, значи. Јас Кога зборувам за велите сите дека ќе грешки. ги коригирате Ја грешки. не исклучувам ниту една грешка. Јас зборувам за сите грешки. Сите грешки. Во тоа множество на грешки зборувам за сите грешки. Значи нема да го коригирате Преспанскиот договор. Не, јас зборувам за сите грешки. Ќе го коригирате Преспанскиот договор. Ве молам, не сум на квиз и дадов одговор на тоа прашање, Младен. Па добро, не можам да го разберам, но Па во сега ред. потрудете се, мислам дека беше јасно, кажам. Во ред. Ќе ценат гледачите. Да, ќе ценат. Изборите се ближат, вака или онака, дали ќе бидат март, мај или октомври, станува збор за неколку месечен период, практично и не е толку важно од историски аспект еден таков диапазон на временски диапазон. Со кого, ако победите на изборите, би правила влада од албанските партии? Дали принципот победник останува линијата која што ја поддржувате понатаму или можеби ќе се оди на друга варијанта, принцип партија, програма?
Па да, точно, јас тоа го коментирав на моја скорешна дебата со еден ваш колега на друга национална телевизија. И таму зборувавме за принципот победник со победник. Јас реков дека повеќе преферирам програма со програма и останувам на тој принцип, но се разбира, во рамките на партијата ќе треба да дискутираме, но мислам дека веќе сме зборувале на таа тема и во рамките на извршниот комитет, и во рамките на централниот комитет, и со пратеничката група, но и со останатите структури на партијата. Мислам дека програма со програма е она кое што би било навистина соодветно во едни нови услови на политичката сцена во Република Македонија. Дали договаравте евентуална коалиција со Билол Касами? Јас ви реков, доколку... Бидејќи имавте една средба со Касами, затоа ве прашувам во моментите кога се договара не, одредени сегменти... со сите Не, во политички моментите партии. кога се договара сегменти токму околу законот за обвинителство, на една од така наречените лидерски средби, вие седнавте на друга маса со Касами, затоа ве прашувам. Не, напротив, тоа беше кога требаше да се случи една лидерска средба во рамките на клубот на пратеници. Тогаш ние не присуствувавме на таа лидерска средба, имавме со господинот Касами еден неформален состанок на кафе пиење, исто како што сум имали со останатите лидери на политичките партии кои што ги представуваат албанците во Република Македонија, и ќе продолжам во таа насока. Секаде онаму каде што видам дека имаме сврзна точка од програмски аспект, зошто да не, тоа ќе биде огромна можност да направиме нешто за државата и за граѓаните на Македонија. Немате префериран партнер меѓу политичките партии не. на албанците? Немаме. Современо за делото судениците од 27 април изјавивте дека тоа се патриоти кои што не должни се во затвор. Дали, например, и оние што се обвинети и осудени за обидот за убиство врз Јадин села, се патриоти? Сите оние кои што примениле насилство, токму во вашата телевизија, мислам го кажав, тоа на една дебата, само мислам дека на другиот агол од оваа просторија беше, дека сите оние кои што примениле насилство, нити го оправдувам, ниту пак мислам дека насилството е начин на кој што треба да се реализираат било какви политики, и тогаш и сега насилството го осудувам, и тука не треба никаква дилема да има. Но јас истовремено и тогаш и сега кажав дека граѓаните кои што тој ден меѓу нив бев и јас на почетокот од тие настани и за време на тие протести кои што беа организирани под името Заедничка Македонија, од патриотски, од емотивни причини го направија тоа што го направија, и тоа е тоа. И тоа сум го кажал и стојам на тоа, и тука немам никаква дилема. Насилството насилство не е начин и не сме, и тоа треба да се осуди. На сето на останато кое што во тој момент представуваше емотивна реакција од страна на луѓе со изразито родолюбен и патриотски дух, треба да се почитува. Господин Мицковски, ви благодарам што бевте гостин во 24 отворен. Ви благодарам поканата. Почитувани гледачи, тука е крајот на вечерашната емисија. Останете со нас, следуваат вестите.